Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје ви посакувам добре дојде, а во него утрово зборуваме за грижата за видот и важноста на редовните офталмолошки, односно очни прегледи. Зошто се важни, какви промени и состојби може да се откријат и кои се едноставните примери или пак препораки за секојдневна грижа за видот. На оваа тема утрово разговараме со доктор Виолета Шијакова-Гркова, специјалист хирург офталмолог од Систина офталмологија. Добро утро, доктор Виолета, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и на вас. Благодарам за поканата на кај вас. Би сакала на почеток да споменеме барем кратко. Ваше посебно поле на интерес и работа се дијагностика на очни болести, рефрактивна хирургија и дијагноза и третман на кератоконус. Што во кратки црти представуваат овие работи? Како офталмолог, наша работа е постојано грижа за здравјето на видот на пациентите. Меѓутоа, според мене, сметам дека добрата комуникација со пациентите е многу значајна, за да можеме да поставиме соодветна дијагноза. Кога ќе имаме добрата дијагноза, ќе го имаме и соодветниот третман. Докторот и пациентот се секогаш добар тим и треба заедно да се стремат за најидеалното решение. И кога е се во ред на тој преглед, кога ќе им кажете дека по една година или по 2 години треба повторно да дојдат и да го испочитуваат тоа на вистина, а не да заборават. Да, тоа е најважно. А додека пак рефрактивната хирургија е еден посебен вид на гранка која што се занимава со корекција на диоптријата, која што е нели доста актуелна во последните 10 на 15 години. Да. Како и кај нас, така и и на глобално ниво, и е важно да не се плашат, да се информираат и да дојдат на преглед, ако не и само информативно, да слушнат што можеме да кажеме, зашто точно се работи, бидејќи сите информации кои што ги добиваме на интернет не се баш такви какви што нели ние сметаме дека се, а додека пак кератоконусот е еден друг вид на болест на окото, која што од многу големо значење е навремената дијагноза, бидејќи имаме начини како можеме да ја спречиме прогресијата на таа болест. Да. Сето ова ќе го постигнеме ако редовно правиме офталмолошки прегледи. Ја споменавте и лазерската корекција и за неа во дел од емисијата ќе проговориме малку подетално и поопширно, бидејќи знаете како лекари нели кои што ја прават оваа лазерска корекција, да кажете по извршената лазерска корекција гледаме солзи радосници во очите на пациентите. Дали е тоа на вистина така? Да, тоа е на вистина и тоа е уствари убавината во нашата професија, кога едноставно ќе им овозможиме на тие млади луѓе да можат да живеат без никакви ограничувања и без зависност од тие оптички помагала, очила и леки. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, следете не, поставете прашање за да добиете совет и препорака за проблемот со видот кој што во моментов го имате. Со доктор Виолета Шијакова-Гркова, специјалист хирург офталмолог од Систина офталмологија, зборуваме за грижата за видот и за важноста на редовните офталмолошки прегледи. Доктор Виолета, дали промените кои што се јавуваат со видот треба да ги прифатиме или сватиме како што нешто нормално со годините, како нормален дел од старењето, или пак многу од нив можат навреме да се откријат, да се коригираат и да се контролираат? Така. Старењето, кога ќе кажеме старост, некако сите се плашиме од староста, а всушност тоа е дел од животот. Не би било живот ако не старење, нели нормално. Како што целиот организам ни трпи промени со текот на годините, така и очите се подлежни на различни промени. Значи и самиот орган за вид има промени кои што се нормални со текот на годините. Кога рацете ни стануваат премногу кратки, не можеме да прочитаме на близина. Самата наша природна леќа добива различни промени, се појавува катаракта или народски кажано перде, може да се јават разни дегенеративни промени во центарот за вид и така натаму, но не сите промени кои што ни се случуваат со видот можеме да ги препишеме на нормални
промени кои што се случуваат со самиот процес на старење. Дури и тие што се случуваат, мора ние да ги детектираме и соодветно да ги третираме некој од нив. Така, да не се навикнуваме да на не таквите се навикнуваме работи, или да почекаме нешто, така. Или да почекаме да ни помине. Да, да. Да видиме дали ќе помине. Да, оти често пати знаат да се навикнат на тој нејасен или поматен вид, така, па се привикнале, па има време, па ќе направам, а времето поминало, така, сме можеле многу порано да си ја вратиме комоцијата на секојдневието. Точно така, да. Да. На колку време можеме ли да направиме како категоризација или класификација според возраста, уште од најрана детска возраст, на колку време треба да правиме редовни прегледи и што значат тие редовни прегледи? Па сега најнови препораки од Светската здравствена организација се дека првиот преглед офталмолошки кај дечињата треба да се направи измеѓу 3-та и 4-та година од животот, бидејќи тогаш веќе почнуваат да разбираат и да добиеме некој вид на комуникација, да можеме да ни кажат што гледаат и како гледаат, бидејќи во тој период можеме да откриеме аномалии од типот на слабовидност на едно окце, диоптрија или нешто слично, кое што е многу важно да се открие рано, бидејќи нашиот вид се развива некаде до 7-та, 8-та година од животот и доколку би го направиле тој ран превентивен преглед кај дечињата, би можеле да спречиме многу болести на окото или состојби на окото. Кога станува збор за помлада популација, да кажеме од 10 години до некаде 30-35, би било соодветно да се прави еднаш годишно или на 2 години, доколку нема никакви други проблеми со очите или со видот. А кога би почувствувале било какви проблеми, дека треба веднаш да се јават на офталмолог, додека кога веќе имаме над 40 години или некои хронични заболувања, како што се не дијабетот или покачениот крвен притисок и слични некои состојби, хормонални дисбаланси, како промени на тироидната жлезда, тогаш препорачуваме барем еднаш годишно, понекогаш и 2 пати годишно, ако не и почесто, за да можеме рано да детектираме, соодветно да третираме, а со тоа да овозможиме подобар и поквалитетен вид подолг период во животот. Бидејќи некогаш промените со видот не даваат симптоми, така си се развиваат, па некогаш може да дојдеме и до малку посериозна состојба која што ќе бара и малку посериозен третман. Би го спомнала овде и глаукомот кој што во главном не ни дава никакви симптоми, се додека веќе не е премногу доцна. Така е многу сериозен, така очен проблем. Да, очен проблем кој што всушност прави оштетување на оптичкиот нерв и во тие оштетувања нема регенерација, нема обновување и тоа што е оштетено не можеме никако да го надоместиме и да го вратиме. Да. Така, да. Веќе имаме и гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Ало, добро. Добро утро, ве слушаме. Поздрав до вас, до докторката. Тука една загрижена баба. Се работи за 12 годишно девојче. Болеста е мрзливо око. Откриена е многу касно, сега пред неколку месеци, а барам некој совет од докторката што може да ми препорача. Добро, ви благодариме за јавувањето. Мрзливото око или слабовидното око е око кое што има послаб капацитет за вид. Значи тоа око е здраво, нормално око, меѓутоа нервот кој што ги спроведува импулсите до мозокот не ги спроведува на ист начин како другото око. Единствен третман е прво да се види дали воопшто постои некаков проблем во смисла дали има диоптрија на тоа око. Доколку има диоптрија да се даде соодветната диоптрија. Обично кај помали деца кога го откриваме тоа, единствен начин на третманот на мрзливото око е затварање на здравото око за стимулација на окото кое што е слабовидно. Исто така има кабинети за слабовидност кои што прават различни вежби за стимулација на послабото око со цел да се развие видот. Меѓутоа, во главном, кога имаме 12 годишно детенце, тука малку поограничени се можностите, меѓутоа не значи дека би се откажале од тие вежби и затварање на здравото око по неколку часа на ден. Меѓутоа не постојано, така? Да. Но пред се треба да се јават на офталмолог и да се дадат соодветни насоки како тоа треба да се прави, бидејќи не само затварањето или вежбите можат да
да помогнат. Препораки кои што ќе треба, нели, постојано да ги применуваат и редовни во континуитет. контроли да се направат, нели, соодветно да се исконтролираме за прогресијата на видот, дали имаме подобрување и што понатаму. Да охрабриме бабата, би имало подобрување, така доколку се применуваат сите овие работи кои што ги споменавте. Би требало да има, во зависност од капацитетот на нервот да ги подобри спроведувањата до мозокот, меѓутоа сепак мора да се направи целосен преглед за да знаеме, нели, која ни е почетната точка и што треба да правиме понатаму. Така да, бабата спомена доцна го откривме. Така, веројатно мислеше на она можело и порано малку да се оди на преглед. Тоа што го кажав претходно, дека затоа и се новите препораки да се прават измеѓу 3 и 4 години првите офталмолошки прегледи, баш поради дијагнозата на тоа мрзливо, слабовидно око, бидејќи тука имаме веќе поголеми и подобри резултати кога ги правиме сите тие препораки како што ги напоменав претходно. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Едно прашање ве молам. Може, секако. Очи од време на време едното за другото ми се црвува и докторката кај што одам на диализа ми препорача само ако можам да го прочима потасилиум или така нешто, некои капки за очи и витамин С100. Од 1000. Добро. Сега дали да ги земам овие или Аспирин пиеш? Пијам аспирин, например, за другиве болести. Толку е прашањето. Овие препораки така ви беа на очен лекар дадени, така? Отидовте на очен лекар, на докторкава кај што одам на диализа. На очен лекар ми дадоа на очари. Добро, доволно е, ви благодариме за јавувањето. Не сватив дали докторката од диализа му ги препишала веројатно така, како што нели затоа прашав дали е на очен лекар, очен преглед направен, па очниот лекар го препорачал тоа. Значи, кога станува збор за пациент кој што е на диализа и веќе има хронични болести, најдобро е да се направи цел офталмолошки комплетен преглед. Значи да видиме состојбата на окото. Тоа што окото е црвено, солзи или има некакви надворешни симптоми, можат да не насочат дека за нешто друго станува збор. Значи, најдобро е да се направи преглед, за да можеме да дадеме соодветни препораки. Витаминот С е одличен, мислам тоа е општо за целиот организам супер, а капките сметам дека потасиум или нешто така, ама не можев да разберам за кои. Не успеавме убаво да слушнеме за кои капки станува збор. Јас би рекла подобро вештачки солзи, некои без конзерванси да се земат и да се направи целосен преглед за да може да се помогне. Така, и тоа црвенило на кое што се пожали, така да не обстојува подолго време. Добро, да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро и за вас. Добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме, повелете. Видите, јас имам оперирани двете очи. Година сум старец, али имам проблеми со солзење на очите. А на десното ми е здраво, оперирано пред 2 години, левото пред 7 години. Сега примам ја, речи, тимолол и азоп, сабајле вечер. Али имам многу на солзење и сум бил на прегледи. Добро, вика, не знам како да се вика, да ги чистам капаците и мијење на очите, после тоалет свето вршам, али имам па солзење, не знам што да кажам. Постојано ви солзат очите или пак во одредени моменти кога е окото изложено на... Постојано ми солзат очите. Добро, доволно е ова, доктор Виолета. Ајде сега ќе слушнете и совет. Капките кои што ги напомена пациентот, тимолол и азоп се капки кои што се користат за покачен очен притисок и тие во главном имаат појаки конзерванси и некогаш пациентите реагираат на тие конзерванси ако е само тоа нели причината и можеби треба да се провери да не случајно едноставно
пациентот не ги поднесува тие капки па да се заменат со други, или да се воведат вештачки солзи во терапија, плюс хигиена на очни капаци, нели, тоа исто како што и му е препорачено и веројатно го практикува. Го практикува, меѓутоа солзењето на очите може да се намали, дали во целост ќе исчезне не би знаела, бидејќи треба да се види и точната причина зошто е солзењето, дали е само сувоста или е иритацијата од самите капки кои што веќе подолго време ги користи, но сепак не би знаела да кажам со сигурност доколку не се јави на офталмолошки преглед за да знаеме, нели, зашто станува збор и каква да биде потоа и целната терапија, но еве рековте, нели, нека се провери уште еднаш па да се види некогаш и корекција во терапијата, така ја го дава посакуваниот ефект. Точно, нормално. Затоа велиме дека и контроли правиме кај пациенти, особено кои што имаат покачен интраокуларен притисок, почесто да видиме дали ние соодветната терапија добра, дали пациентот добро ја поднесува, дали сме го добиле посакуваниот точен притисок кој што сакаме да го добиеме, значи има многу точки кои што сакаме ние да ги задоволиме за да имаме, нели, еден успешен третман и задоволен пациент пред се. Така да, а постојаното солзење на очите и ви го нарушува и секојдневието, комоцијата која што треба да ја имате, или едноставно како полни очите ги чувствувате постојано со заматен течност. вид, нелагодност, до некогаш дури и нервоза ствара кај пациентите, едноставно постојано тоа солзење. Кога солзат очите постојано се бришете, па нели ги миете рацете, одржувате хигиена, ама не знаете што во окото може и дополнително да внесете. Бришењето со обично шамивче не се препорачува, дополнително се греби и површината на окото. Затоа е добро да се направи преглед и да се дадат соодветни насоки. Така, како понатаму. Да, како понатаму, точно. Повторно имаме гледач на линија. Секогаш кога имаме теми од областа на офталмологијата, интересот е голем, ама и преку нивните прашања обработуваме дел од она што сакавме да го зборуваме. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Ве слушаме. Имам прашање до докторкава. Исто јас како претходниот пациент, имам солзење исто на две очи, са вајле кога ќе станам и ми е даден патенол капки да ги земам редовно, значи, и ми рече може ти доживотно докторкава, пошто прегледи ми се направени, немам некаков проблем со очиве, со тоа што ова солзење не престанува. Сега правев алерготест, ми најдоа да не ова на алергиска база, тој алерготестот покажа дека сум алергична на бреза и на кучиња, на мачки. Меѓутоа јас такво нешто не сум во контакт со такво нешто. Сега што би ми препорачала докторкава, дали да овој патенолот е добар да се продолжи, го поднесувам, јас ги редам и користам, меѓутоа пак излегувам надвор кога има ветар или сонце, мене очите ностоп ми солзат како да плачам. Најинтензивно тогаш, предпоставувам дека е. Да, и устекот на денот посмирено ноќе не, ама са бајле ностоп ми се водени очите и ностоп само да ги бришам. Така, ви благодариме за јавувањето. Солзењето на очите во последно време не е еден од многу често водечки симптоми. Да, како она што го забележувате како најчеста промена. Затоа што сметам дека и аерозагадувањето има свој удел во тоа, бидејќи нашите очи се изложени на сите надворешни влијанија. Дали е само алергија кај пациентката во прашање, или можеби не е лошо да направи некој бриз од око да се види да не случајно има некоја перзистентна бактериска инфекција. Може би и тоа да е причината, меѓутоа патенолот капки се капки за алергија и тие се препорачува да се користат, меѓутоа во дадени моменти да се прави и пауза, бидејќи подолго користење веќе мислам дека нема да имаат соодветен ефект, меѓутоа и самите патенол капки мислам дека не се доволни за да се намали тоа солзење. Прво треба да се види дали солзењето е од алергиска причина, дали е од сувост, да не случајно има некои други промени на самото око, за да можеме да овозможиме поквалитетен живот. Значи, моја препорака е да се јави на, мислам, може вака звучи повторувачко, но стварно ние знаеме оквирно од прилика што може да биде и наша препорака е да се користат, да кажеме, 3 месеци патенол капките, па после да се направи пауза, или има и други капки кои што се антихистамински на пазарот, па да се сменат со некои други, бидејќи не сите капки реагираат подеднакво кај сите пациенти
и можеби вештачки солзи да се вметнат исто во терапија. Во терапијата. Да. Што најчесто забележувате во секојдневната пракса како проблеми кои што ќе се појават со видот кога доаѓаат на прегледи пациентите? Солзењето веќе го спомнавме, да, и сувото око е веќе во пораст, како кај повозрасната, така и кај помладата популација, бидејќи самото наше модерно живење ни налага многу работење пред екрани и самото работење пред екрани значи изложеност, нели, на таа плава светлина, намаленото трепкање, бидејќи нормално е ние да трепнеме отприлика 20 пати во една минута, а кога сме фокусирани да работиме нешто, тоа е дури и двојно намалено. Може да се јават различни инфекции на очите, промени во диоптријата, заматен вид, дупло гледање, различни симптоми. Меѓутоа, солзењето и сувото око можам да кажам дека се во пораст во последните неколку години како главни симптоми, поради кои што се јавуваат на преглед. Мислам, може да не е само тоа причината, меѓутоа тоа е да е мислам затоа да ни дојдат. Основното кое што ги поттикнало да дојдат, па ќе се направи еден опсежен или целосен преглед. Затоа е важно да се направи и детален разговор, да се види дали пациентите имаат и други болести, дали тие симптоми настанале пред месец дена, пред една година, значи сето тоа ни е многу важно за да знаеме која дијагноза би ја поставиле, за да можеме соодветно и да го третираме. Да. Да. И споменавте како секојдневниот, односно современиот начин на живот влијае и на здравието на очите и на видот. Тука во прв ред велиме мобилните компјутерите, работата 8 часа постојано нели насочени кон сето тоа. Направило 20 ќе го подспоменеме уште еднаш, бидејќи е многу практично и корисно да го применуваме. Неизбежно е ние да сме пред компјутери, пред телефони, пред екрани, едноставно нашиот начин на телевизор, така гледајќи нашиот начин на живот сега во 21 век едноставно ни го налага екраните да не бидат дел од секојдневието, меѓутоа мораме да најдеме начин како и ние да се заштитиме од нив, односно 20-20-20 е едно правило кое што го кажуваат дека на секои 20 минути работа пред екран да се направи 20 секунди пауза со поглед во далечина од 20 метри. Меѓутоа, нели тоа 20 минути, не знам дали секој може да направи пауза на 20 минути, меѓутоа можеби пооптимално би било на 2 часа да се направи 1 до 2 минути пауза. Доколку има да не гледаме во мониторот или во мобилниот, туку едноставно да го смириме погледот, да погледнеме или во далечина, ако имаме прозор, одлично. Доколку немаме прозор, едноставно да ги затвориме очите и малку да направиме пауза. Вештачките солзи вака се нели во пораст кога ги кажуваме, меѓутоа вештачките солзи се нешто кое што ние треба да го прифатиме како дел од секојдневието. Како што користиме крема за лице, крема за раце, се хидрираме општо, значи треба да ги негуваме и нашите очи барем еднаш до 2 пати на ден да користиме вештачки солзи. Друго би кажала дека хидрацијата со вода и повеќе течности би била исто е добра и за очите и за видот. Да, како за цел организам, така и за очите и за видот. И да се појача суплементацијата, бидејќи нашата храна која што моментално ја јадеме е се помалку со соодветните витамини и минерали кои што ни треба на целиот организам и едноставно треба да зголемиме суплементација на, не знам, лутеин, на витамин С, на витамин А и така. На тој начин ќе му дадеме поддршка и подкрепа, односно превентивно ќе делуваме, така, за подобар вид. Следуваат реклами, уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму со разговорот, останете со нас. Продолжуваме со разговорот и по овој блок реклами. Доктор Виолета, во последно време многу е актуелно и се зборува за лазерската корекција на диоптрија. Што всушност значи, каква процедура е, за кого е наменета, кои предуслови треба да се исполнат за да може да се направи лазерска корекција? Кабинетот за рефрактивна хирургија кај нас во Сестина офталмологија работи повеќе од 10 години рефрактивна хирургија, каде што јас и мојот тим заедно ги изведуваме и извршуваме овие процедури. Значи, лазерската корекција на диоптрија представува решавање на диоптријата
и овозможување на пациентите да можат да живеат без оптички помагала, очила и леки. Меѓутоа, за да може да се направи сето тоа со помош на лазерот, пред се прави еден посебен вид на преглед кој што е многу поразличен од обичниот комплетен офталмолошки преглед. Значи, прегледот за лазерска корекција на диоптрија е сеопфатен од моментот на колку долго е стабилна диоптријата, до колку често таа се променувала низ годините, се прават детални снимки на предниот дел од окото, врз кој што се врши ремоделирање со помош на УВ зраци и после тоа се одредува диоптријата, се ставаат капки за ширење на зеницата, се проверува уште еднаш диоптријата, детален преглед на задниот сегмент, значи е еден сеопфатен преглед кој што трае отприлика 2 часа, за да можеме да установиме дали пациентите се или не се кандидати за самата интервенција. Има и годишен ранг, каде што од кога најрано до кога најдоцна може да се направи. Точно. Од 18 до 40 години е некако критериумот во однос на годините. Меѓутоа, нели, се прави исклучок во целата оквирна рамка, меѓутоа е исто важно да се знае дека се отстранува диоптрија, меѓутоа и астигматизам. Астигматизамот е исто диоптрија, која што не зависи од должината на окото, него зависи од обликот на тој преден дел, рожницата, врз кој што се врши самата интервенција. Кога го завршуваме прегледот, секогаш даваме заклучок дали лазерската корекција е соодветен третман за пациентот, дали е добар избор, доколку е добар избор, која метода е добра за него, бидејќи имаме две методи. Едната е површна, а другата е длабенска, каде што се прави еден поклопец на површината на окото. Меѓутоа, сето тоа го објаснуваме и кажуваме што е соодветно. Некогаш даваме препорака дека треба да се направи контрола за година или за 6 месеци, поради да сме сигурни дека не е стабилна диоптријата и така натаму, или пак се откриваат други заболувања на очите, каде што даваме други препораки, особено кај пациенти кои што се над 40-45 години. Постои ли можности за нив кои што сакаат да се ослободат од очила, а не можат да направат лазерска, кои се другите нормално дека постојат можности. Ако лазерската корекција не е соодветна, тогаш можеме да одиме со имплантација на мултифокални леки. Кај нас има искусни хирурзи кои што ја вршат таа процедура. Мултифокалните леки имаат предност со тоа што они даваат трајно решение до крајот на животот, овозможувајќи им на пациентите добар вид и на далеко и на блиско и на компјутер. Меѓутоа исто и тој се прави еден исто посебен вид на преглед, да се одбере која е најсоодветната лекија за пациентот, да се направат соодветни мерки и сето тоа да му возможи добар вид на пациентот и еден добар постоперативен резултат. Кога споменавте преглед кој што се прави наменски пред да се одлучи да се прави лазерска корекција, во моментот во Систина офталмологија до крајот всушност на февруари имате промотивен попуст од 50% токму на овој преглед за лазерска корекција, закажан кај вас. Да, точно. До крајот на месецот имаме промотивна цена на прегледот за лазерска корекција на диоптрија, да ги охрабриме младите и сите оние кои што сакаат да се решат од очните помагала, да дојдат на преглед, да видиме дали се кандидати и доколку која процедура е идеална за нив. Да. И како што јас го споменав на почеток, а вие го имате кажано, дека солзи радосници гледате кај оние кои што ќе ја направат лазерската корекција на диоптрија. Лазерот е брза, кратка, безболна и трајна процедура. За помалку од 20 минути се отстранува во целост диоптријата. Малку е нелагодна, меѓутоа е многу делотворна и баш ми е чест и задоволство што имам можност да им овозможам на тие млади луѓе да живеат без ограничувања и без никакви... Во секојдневието. Да. Кратко ни е времето до крај. Ајде да го вклучиме гледачот кој што чека на линија. Добро утро, повелете. Ало. Да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Баш ми е мило и двете сте убави. Јас съм стара жена, 88 години. Браво.
Алал да ви е. Имам, и да ви кажам сега, со тројка ве гледам, на очари со тројка ве гледам. Али, кога читам, морам да си го ставам и 30 и 35 и мислам поголемиот Добро. поголемите наочари. А имам десна лекар и докторката ми рече дека имам синилна, мислам, Катаракта. синилна од староста очите. А имам, мислам, Ви препорачаа нешто да направите? да, намалено ми е видот, Така. ама можам да гледам и со двојка. Добро. Да, ви благодариме за јавувањето во интерес на времето. Извинете што моравме да ве прекинеме, ама доволно е барем ова што го слушнавме. Ајде еден совет и препорака. Да, значи носењето на очила за далеко и за блиску е различна диоптрија, како што кажа, нели плюс 3 и нешто екстра за читање. Сенилна, не знам зашо точно стануваше збор, дали е за промени во природната леќа или промени внатре во центарот за јасен вид. Меѓутоа, би било добро да се направи преглед целосен, да видиме нели каква проблематика има господјата и на кој начин можеме да помогнеме. Така, да. Само кратко, што опфаќа деталниот офталмолошки преглед, кој што се разликува и од преглед за да видиме дали имаме проблем со гледање на далеко или на блиску, се разликува и од прегледот кој што рековме наменски е за лазерската корекција. Да. Во глобала, офталмолошкиот еден офталмолошки субспецијалистички преглед, освен што опфаќа проверка на видот, рефракцијата, мерењето на очниот притисок, опфаќа и проверка на предниот сегмент, па потоа ставаме капки за ширење на зениците, за да можеме да видиме и внатре тоа очно дно, сите што го зборуваат, бидејќи со помош на ширењето на зеници, ние можеме да видиме поубаво очниот нерв како ни изгледа, центарот за јасен вид, крвните садови, како и целата ретина внатре, бидејќи не е само диоптријата проблемот кој што ние може да го имаме, има многу поголем спектар на болести. Дали е здраво окото и дали се точно. јавуваат некои промени. На една година доволно е да се прави, ако не се востануваат никакви проблеми? 1 до 2 години, во зависност од возраста на пациентот. Јас велам како што правиме сервис на кулата, така да се направиме сервис и на целиот наш организам, да се направиме еден детален преглед за се, не само за очите, него и да да си знаеме. го чуваме видот и да се грижиме за видот. Бидејќи очите се исто многу важни во одржување на добар и квалитетен живот. Да. Луѓето со диабетична, пациентите со диабет треба исто да бидат многу внимателни, така диабетичната ретинопатија е сериозна очна проблематика. Да. Обично пациентите покасно го диагностицираат шеќерот, а со тоа можеби веќе да имаат и промени на самите очи и кај нив веднаш штом ќе го откријат, особено зборувам за диабет тип 2, да дојдат веднаш на офталмолошки преглед за да можеме да видиме дали има промени на очното дно. Доколку нема, кажуваме за 6 до месеци до година дена, во зависност од тоа што ќе најдеме на првиот иницијален преглед кај тие пациенти. Да. И за самиот крај уште последното јавување. Добро утро и за вас. Добро утро. Повелете. Јас сум године човек, 87 години, имам оперирано двете очи. Пред 5 години ми е левото и сега пред 2 години десното. Десното ми е подобро од левото. Ради и сега по тоа да не ги одземам многу време, примам капки, тималол и азоп. И бали имам многу проблеми со создање на очите. Добро, ви благодариме за јавувањето. Ајде кратко само да одговориме. Веќе мислам дека го споменавме тималолот и азоптот дека се користат кај покачен очен притисок и дека не сите пациенти соодветно реагираат на капките. Сузењето на очи може да е
од сувоста, бидејќи со годините продукцијата на солзите и квалитетот на солзите ослабнува, како што ослабнува се останато. Меѓутоа, можеби треба, нели, пак да се види дали треба каква промена. Е состојбата моментално, дали што треба би се промени на капките, да се воведе уште некои други капки, вештачки солзи, повеќе хидрација, витамини. Да. Така натаму. Да. На самиот крај ви заблагодарувам за гостувањето. Убави и практични совети дадовме и опфативме многу работи кои што значат грижа за видот и важност на редовните прегледи. Ви благодарам и вас. Секогаш е уживање да се биде дел од вашата емисија. Да, драго ми е, ви благодарам. А благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.